ВМРО ДПМН денеска на пресконференција обвини дека некогашното СЈО пред 10 години работело по инструкции на Оливер Спасовски и неговите блиски луѓе. Луѓе на Оливер Спасовски вршеле притисок врз обвинители од СЈО за тоа кои луѓе да се гонат, а кои да се изземат од одредени случаи. Односно, специјалното јавно обвинителство работело под насока на ЗАЕФ и СДС. Советник на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во техничката влада пред околу 10 години во канцелариите на СЈО и кажал на обвинителката Кадрију дека треба да се прошири опсегот на лица опфатени со случајот, случај кој тогаш го работела обвинителката Кадрију. Откако ова таа не го прифатила, тој си заминал на друго место да се жали, а за кратко време обвинителката Кадрију била избркана од работа. Нови обвинувања Социјалдемократскиот сојуз одговорија со констатација дека ВМРО ДПМН работи на враќање на Груевски во државата. Во тек е координирана политичка операција, чија цел е враќање на Никола Груевски и целосно уривање на правниот систем во државата. И откако ги видовме резултатите од истражувањата во Унгарија, станува известно дека блискиот пријател на Мицкоски, Орбан, може да се соочи со пораз на престојните избори. Тоа го виде и Никола Груевски. Наместо во Идризово, ВМРО му планира враќање во државата на Груевски, но во Белата палата. Така изгледаат реформите во ВМРО, нема повеќе подпредседатели, нема внатрешна конкуренција, се расчистува патот за единствениот председател на ВМРО, тоа е Никола Груевски, а Мицкоски е само чувар на фотелјата. Клучниот чекор во ова сценарио е нападот врз СЈО и пресудите што произлегува од неговата работа. Освен на темата Груевски, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН денеска со пресконференција, односно соопштенија, повторно се огласија на запленетите 5 тони марихуана кои завршија во Србија.